Последниве речиси 5 години трудот во Македонија нема причини за славење. Затоа, во името на жените, клубот на СДСМ имаме едно писмо по повод на денот на трудот, да го прочитаме и да му порачаме на господинот Груевски дека на 5 јуни жените на Македонија ќе го стимнат од власт. Така е! Можам и сега да го прочитам писмото со причините зошто. Господине Груевски, во Македонија жените имаат 50% помалку приходи од мажите, 30% помалку учество и шанси на базарот на трудот и се 40% помалку платени од мажите за иста работа. Јавна тајна е дека кога млади жени бараат работа, вклучително и со највисоки факултетски дипломи, се почесто, најотворено и надвор од законот ги прашуваат колку години имаш, дали си мажена, дали имаш деца, дали планираш да имаш деца. Па дури и ги условуваат да немаат деца. И се почесто не ја добиваат работата заради незадоволителни одговори на овие прашања. Не подобро поминуваат ни по старите жени. Само погледате во огласите, господине Груевски, отворете било кој вестник, во огласите за работа се бара и се објавува и возраста и полот на работникот. Надвор од секоја законска норма. Ако жената има работа, се почесто ја губи кога ќе затрудни. Или ако ја задржат на работа, таа е под притисок да го искористи што помалку од породилното отсуство. Да не спомнуваме, тоа и е познато на целата јавност, колку вашата влада преку фондот за здравство навреме, односно не навремено, но испаја породилниот надомест. Се почесто, младите мајки мора да се откажат од работа за да останат со бебето, бидејќи нема кој да го чува, а државата не обезбедува доволно и развиена јавна мрежа на јасли и градини. Да не ги споменуваме полуксузните права за пауза за доење и флексибилно работно време кога жените имаат бебе. Или за мобингот и сексуалното вознемирување и уцени на работното место на кое се изложени се поголем број на жени во Македонија во оваа ваша природена економија и неправна држава. Но прашањето е, што правите вие, вашата влада и вашето Министерство за труд и социјална политика во врска со овие негативни појави? Одговорот е ништо, како и за многу други проблеми во државата сигурно ќе кажете, не знам, не сум информиран. За ова нема ништо ниту во отчетот што го објавивте. Да биде иронијата поголема. Вашите инспекции секојдневно казнуваат и затвораат фирми за најмали прекршоци, за паркирање и пушење на забранети места, ама кога станува збор за дискриминацијата на жените по пол и по возраст, за вас не постои, вие сте слепи за повредите во трудовото законодавство. А велите, господине премиер, дека сакате да го зголемите наталитетот. Е како ќе го зголемите? Со тоа што не измислувате пензии на 62 години за раѓање трето, четврто дете, под услов да не работиме? Што сакате да ни кажете, господине премиер? Дека треба да се тргнеме од пазарот на трудот, да седиме дома и да не третирате не баре сме живи инкубатори? Зар навистина верувате дека тоа е сонот
на младите жени кои треба да го зголемат тој наталитет? Зар мислите дека со тргањето на жените од пазарот на трудот ќе го намалите бројот и притисокот на девработени кои бараат работа и кој секојдневно расте и во речиси 5 години владење на вашето владење унисавте економијата, нема интеграции, нема инвестиции, а со тоа и што имаме најрасипничко и најнедоматичко трошење на пари на врвни приоритети како што се споменици, музеи на восточни фигури, лавови и триумфални камери. Зар мислите дека повеќето жени не сакаат истовремено и да работат, и да градат кариера и да имаат деца? Кои сте вие, господине премиер, да ги обестрабрувате во тоа, да им го отешнувате тоа, а и да им се допаѓа таа ваша мерка, како мислите тие деца да ги прехранат во меѓувреме кога не ја добијат пензијата на Груевски? Гледаме во отчетот, ај што градинките не ви се приоритет. За речиси 5 години владење само 20 во градба и тоа само во Скопје. Ама за овие 5 години што сте на власт, барем да и дадевте првен приоритет на изградбата на државната гинекологија и на раскапаните родилишта низ Македонија. Ако веќе планирате да не затварате дома, барем обезбедете ни кога ќе одиме во нив да можеме да рачунаме дека ќе се вратиме живи дома ние и нашиот корон. Од сето ова, сосема е јасно дека во вашата портокалова програма, во вашето владење, правата и проблемите на жените не се никаков приоритет. Напротив, дури наталитетот сакате да го зголемувате на штета на здравието, правата и достоинството на жените. Тоа, впрочем, го објаснува и падот на Македонија за 25-то место на светската листа за полова равноправност, односно неравноправност. Од 28-то место во 2006 година, кога беше СДСМ на власт, на дури 49-то место во 2010 година. Заради сето ова, жените гласачи на 5 јуни треба и ќе ви изгласат тетоварба, господине Груевски. На жените на Македонија. И треба председател на влада кој ќе се грижи и ќе ги унапредува правата на жените, кој ќе им обезбеди економска перспектива, севкупен квалитет на животот и европска иднина на нив и нивните деца кои што ги донесуваат на свет. На жените на Македонија им треба социјал-демократскиот сојуз на Македонија на власт. Секогаш во своето владење ги унапредува правата на жените од воведувањето на квоти преку поголема политичка застапеност, преку криминализација на семејното насилство и зајакнување на правата и на заштитата на жените во работното законодавство. Така ќе биде и до 5 јуни. Жените на Македонија. На крај, за да не биде нејасно, на жените на Македонија им треба Радмила Шекеринска.